Добро утро, почитувани гледачи, ново издание на емисијата Фактор здравје. Последно во оваа работна седмица имаме нова тема, зборуваме за главоболката, можните причини, симптоми, како да превенираме и која главоболка треба да не загрижи за да посетиме лекар. Во 90% од случаите се вели дека секој од нас ќе почувствува болка во текот на животот, главоболка односно, меѓутоа е една од 10 најчести причини зошто посетуваме матичен лекар за да видиме дали станува збор за обична главоболка или пак треба нешто да преземеме дополнително. На оваа тема утрово разговараме со доктор Петар Цветковски, доктор по медицина, специјализант по семејна медицина во здравствената установа Адолф Адролца во Марибор, Словенија. Добро утро, доктор Петар, и добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро, добро ве најдов. Да. Оние кои што се наши редовни гледачи веројатно ќе се сетат дека неколку пати во овој изминати 3 години сме имале заеднички емисии во Фактор здравје, но во последнава година веќе работите и живеете во Марибор, Словенија, и токму затоа ве представив нели како доктор кој работите во овој здравствен дом. Лесно ли беше да се донесе одлуката да се замине и да се продолжи животот таму и работата? Па тоа е прво доста тешко прашање. Друго, дали е лесно, апсолутно мора добро нели да се размисли, но секој човек кога тргнувам од себе или кога тргнувам од себе, секој гледа на некој начин за подобро утре. Така да апсолутно е процедура, но ако имате желба во животот за било што, ништо не е тешко. Така. Една година е мал период, да кажеме, дали веќе добро се прилагодивте, се вклучивте во тој систем. Марибор е еден многу помал, но многу убав град кој што одлично функционира. Таму имаме многу студенти македонци, така, кои што се сместени во тој кампус, нели, каде што студираат, па да. Веројатно и впечатоците ваши се одлични. Да, веќе јас сум на специјализација по семејна медицина. Работам веќе и сам имам своја професионална картица, каде што буквално лекувам и пациенти во разговор, сте под постојан надзор, значи од ментор, кој што е веќе специјалист по семејна медицина. Така да е добро. Околу убавината, апсолутно, секој град си има своја убавина. Мене ми се бендисува тоа што е чисто и јас обожавам на некој начин добра архитектура. Така да Марибор има така добра архитектура, малку специфична архитектура, а тоа прави малку да се почувствуваме убаво на местото каде што буквално живееме. Така. Само кратко, како функционира здравствениот систем таму? Иако Словенија од секогаш знаеме дека се почитувале правилата, многу поинаку функционирала од сите останати бивши југословенски републики. Па добро, системот здравствен, прво многу на превенцијата се делува, така да кога се работи за превенција, односно за оние хронични заболувања како што се, да речеме, хипертензијата, диабетот, хиперлипидемијата, обично тие хронични болести ги води дипломирана медицинска сестра, односно таа ги закажува пациентите, тие се закажуваат преку одредена апликација, пишуваат и се закажуваат во центар за закажување, односно се јавуваат во тој центар кај сестрата, по словенечки се вика референчна сестра, затоа што главна сестра на тој оддел, на тој спрат, каде што се работи, додека пак акутните состојби здравствени ги лекува докторот и нормално доколку е нешто потребно, бидејќи на некој начин хроничните заболувања ги води сестрата, таа повеќе е навлезена во тој дел, некогаш се консултира нормално доколку е нешто потребно, се консултира и со специјалистот по семејна медицина. Так. Па заедно на некој начин допринесуваат за подобро здравје на луѓето, на популацијата. Так. Матичниот лекар таму има многу поголеми можности во смисла и на препишување на терапија, закажување, снимање и ред други нешта. Овде кај нас треба матичниот да ве упати на специјалист, па таму дополнително да се средат сите работи. Тоа е некоја разлика, така која што го разликува нашиот од нивниот систем. Ако ме прашате мене зошто сум ја избрал таа гранка семејна медицина, затоа што сметам дека тоа е мој личен став и размислување, дека е една од подобрите гранки, затоа што ви дава можност да размислувате.
Односно, вие работите со широк диапазон на болести. И така да имате, да размислувате доста длабоко, како од лекување на пациентот на некој начин, до понатамошно исследување, до препраќање, бидејќи сите знаеме дека 90% од сите оние состојби, здравствени ситуации на пациентите обично треба да се решат во амбуланта, не да се препраќаат на некој начин, бидејќи не е ништо толку итно, освен оние итни ситуации каде што веднаш итно во рок од 24 часа треба да се интервенира до одредена друга специјалност. Во глобала, кажано, треба да се решат здравствените работи во амбуланта. Така, велиме секогаш е многу важна комуникацијата меѓу пациентот и лекарот. Таму рековте и пациентите кон лекарите и лекарот кон пациентот се обраќаат исклучително со вие. Се прилагодуваме ние со овој наш менталитет на тоа како реагираат пациентите кога ќе слушнат дека треба да одат кај доктор кој што не е од нивната матична земја? И тука и таму односот посекако лекар-пациент мора да биде на високо ниво, односно сакам да кажам дека мора да ви се довери пациентот на некој начин, затоа што вие повеќе го гледате пациентот во вашата амбуланта отколку друг специјалист кој што, например, е некоја друга специјалност, тој ќе го види 2 пати годишно, но вие ќе го видите 10 пати годишно истиот пациент и вие повеќе ќе ги знаете, дури и фамилијата ќе му ја знаете, бидејќи сте фамилиарен доктор. И генетиката им ја знаете на некој начин. И тука игра тоа важна улога, колку повеќе го познавате човекот, толку повеќе можете да му помогнете. Но пред се да имате емпатија. Тоа е многу важно. Да се сочувствувате со пациентот. Односно, ние како луѓе треба прво да сме емпатични. Меѓу нас. Настрана здравството, да. Мислам, ние како луѓе треба да си помагаме. Пред се за да си помогнеме меѓу себе, ако ние самите не си помогнеме или не му помогнеме на другиот, не очекуваме ништо од некој трет. Така. Ќе погледнеме блок реклами, па по рекламите ја обработуваме темата за главоболките. Останете со нас. Почитувани гледачи, следете не до самиот крај, повелете, вклучете се во емисијата со ваши прашања за да добиете совет и препорака за проблемот кој што го имате. Со доктор Петар Цветковски, доктор по медицина, специјализант по семејна медицина во здравствената установа Адолф Адролца во Марибор, Словенија, зборуваме за главоболките, причините, симптомите и како да ги превенираме. Доктор Петар, ајде на почеток, што општо представува болката за потоа да се надоврземе на главоболката? Токму така, болка во суштина представува едно непријатно чувство, кое што сите во текот на животот сме го почувствувале. Болката, најсилната болка може да се доживее кога постои нарушување на интегритетот на клетката, но кога се работи за болка, обично ја опишуваме како во однос на јачината и интензитетот, како јака болка, како умерена во вид на бодежи, тапа болка или недефинирана болка, остра болка и така натаму. Кога се работи за каде е локализирана обично, може да биде низ целата глава, унилатерално, може да биде еднострана, да зафати само едната страна, позади тилот, исто така. Она што е многу карактеристично, постојат повеќе сознанија на некој начин, истражувања зошто во суштина се јавува општо болката, заради прво вазоконстрикцијата на крвните садови, велиме тие истите се стеснуваат, заради спазам на мускулатурата, затоа што кога имаме крч и спазам на мускулатурата се стегаат малите крвни садови кои што се наоѓаат помеѓу малите, односно помеѓу мускулните влакна, па имаме исхемија, односно велиме недоволен дотор на кислород или на крв во ткивото, па се појавува болка. Постојат болки поради одредени трауми, наречиме повреда, и често пати луѓето викаат се повредив, например, па тука ме боли. Зошто е тоа така? Затоа што при повреда се пренесуваат два сигнала. Едниот сигнал го дава чувството за болка, додека пак другиот сигнал го дава чувството за допир. Па често пати кога ќе се повредиме, викаме тука ме боли, сум се повредил. Во однос на болките можам да кажам дека главоболките се едни од најчестите симптоми. Тоа морам да го кажам, главоболка не представува болест. Да, тоа прашуваме, дали е болест или симптом? Не, главоболката токму представува симптом.
Но она што е важно во, да кажеме, во амбулантите, тоа е дека најчести болки кои што се јавуваат, тоа се болки во кичма, во половината, болки во коленото, болки во колкот и главоболките. Така да ако имате една чекалница полна со пациенти, околу 70% или 65 до 70% ќе имаат некој тип на главоболка, но она што можам да кажам дека од сите главоболки дека 90% кога ќе добие некој главоболка дека е бенигно, односно не значи дека е нешто лошо. Затоа ќе објасниме малку подоцна околу тој дел. Ама затоа мораме да знаеме за каков вид главоболка станува или каде е локализирана за навреме, така да препознаеме дали е нешто бенигно, како што рековте, или пак е посериозно, па бара нели посериозни и поопширни исследувања. Каква е поделбата, типовите на главоболки и во овие сите инсерти и слики кои што ги гледаме цело време? Интересни слики. Навистина добро гледаме каде нели главоболката интензивно се јавила. Кога се работи за главоболка, она што кажав, постојат истражувања кои што нели се направени, каде што имаме вазодилатација, викаме проширување на крвниот сад, па потоа имаме спазам на мускулатурата, како што кажав, и третиот е промена на интракранијалниот притисок, заради тоа може да се јави појава на главоболка. Околу класификацијата на главоболките постојат голем број нели на главоболки, но основни се три групи кои што ќе ги споменеме. Прво се работи за мигрена, или тоа е мигренозен тип на главоболка, која што е доста и честа, особено кај женската популација, затоа што жените се на некој начин побогати хормонално од мажите. Зборуваме за кластер, другиот тип на главоболка, и третиот тип кој што е најчеста главоболка, тоа е психолошката, неуропатската, односно неурогената, психолошката тензиониот тип на главоболка. Да. Ако мигренозните се повеќе кај жените, кластер главоболката е кај машката популација позастапена? Со некоја статистика е повеќе застапена кластер главоболката кај мажите, но постојат и огромна класификација на други главоболки, на пример да речеме главоболка поради инфекција. Па потоа имаме главоболка поради користење на одредени супстанции или нивен прекин, главоболка поради траума, главоболка поради метаболни нарушувања, постојат главоболки поради друг тип на заболувања кои што апсолутно може да дадат таков симптом. Така да. Имаме гледач на линија, да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете, ве слушаме. Добро утро. Дали сега се слушаме? Ало. Да. Повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас и поздрав до докторот. Ви благодариме. Ќе ве молам, имам едно прашање за докторот. Маш ми е на возраст од 75 години. Нема некои здравствени проблеми, ама во последно време се жали од вратот, левата страна на главата, од вратот до врвот на главата, како да кажам. Нон-стоп го боли. Па ако може докторот да ми каже сега по телефон колку може да ми објасни колку можеме врз основа на ова, ама во секој случај нели може да прашам нешто. Ајде докторот сака да ве праша нешто. Господјо, сакам да ве прашам дали вашиот сопруг има направено снимање на вратот, односно на вратниот рбет. Не, доктор, не е направено никакви снимања, така да. Ама во последно ја викам јастукот не ви е во ред, оваа не е во ред, а тој се жали дека целата лева страна од вратот нагоре до врвот на главата дека го боли. Добро. Нека го прати исто притисокот, крвниот притисок исто. Ви благодариме за јавувањето и вака со оваа симптоматологија доаѓа пациент и вели вакви болки или вакви потешкоти чувствам, кај лекар си доаѓа. Многу важно назад, значи го зборуваме кај вратот главоболката, може од повеќе причини да е. Да речеме прво мора да се мери добро притисокот, односно крвниот притисок знае, нели хипертензијата знае да даде назад често пати главоболки. И она зашто прашав на господјата, прашав за дали има направено РТГ, РТГ на вратот. Тоа е заради тоа што често кај возрастната, пошто истата спомена дека е чинам на 75,
годишна возраст, често пати кај луѓето кои што се, не би кажал постари, повозрасна популација, затоа што има промени на самите прешлени, викаме спондилоартрозни промени, кои што се јавуваат, можеби некое стеснување да се јави, па често пати имаме главоболка со промена, со појава и на вртоглавица. Но за да кажам точно што не би можел, затоа што мора да се види прво која е причината, нека го мери и дома притисокот, крвниот притисок, затоа што често знае главоболка да даде и цела глава, но и претежно тука назад, и да направи една снимка на вратот, но доколку на РТГ снимката не покаже некоја промена, да направи магнетна резонанца на вратниот дел на рбетот, затоа што со магнетна резонанца повеќе се пратат оние меки ткива што се и повеќе може некои работи да се се не знаеме, веројатно рече гледачката, подолг период, колку е тој период подолг, со колкав интензитет во текот на денот, колку често во текот на денот, така тие работи мора да се земат во предвид. Вежби за вратниот рбет, доколку е вратот во прашање. Така, да. Ја споменавме поделбата, така најчестите типови на главоболка, како се манифестираат, секоја од овие треба ли... Прво ја споменав мигрената. Мигренозната. Мигрената е доста честа, зашто кај жените, и кај мажите и кај жените, но кај жените е доминантна заради богатиот, како што кажав, хормонален статус. Она што е карактеристично е да се спомене за мигрената е тоа што 70% е наследна, што значи дека се наследува. Доколку некој член во фамилија има мигрена, зголемени се шансите нели друг член во фамилија да има мигрена. Она што е карактеристично кога се појавува истата. Може да се појави во период на адолесценција и во детска возраст, може да се појави на 5 годишна возраст, може да се појави кај возрастната популација, значи во секоја фаза нели од животот, но претежно како што кажав, доколку некој има во фамилија, нас ни помага на некој начин и тој податок кога ги земаме оние анамнестички податоци, и тој податок ни помага на некој начин кога нели имаме разговор со особата да додатно да направиме некои исследувања, испитувања. Во однос на симптоматологијата. Така, само пред да преминеме на симптомите, да ги слушнеме и двајцата гледачи, да им дадеме предност ним. Добро утро, повелете. Добро утро. Ве слушаме. Поздрав до водителката, поздрав до доктора. Ви благодариме. Видете, јас имам на левата степошница стегање на главата. Фактички некој како притисок и преку видот ми поминува магла. Макар тоа око ми е катаракта направена, иначе имам 73 години. Сега, ми се јавува почесто пати ова. И што да преземам за да не ми и ми се намалува видното поле. Значи ми се намалува не дека да не речемете 20 степени. Не дека доаѓа до 45. И пак ми се враќа, ама имам редовно главоболка од левата страна во слепочницата. Така, подолг период. Колку време ве измачува сето ова? Па има подолго време. Јас сум веќе опериран од катаракта 3 години и прето ми се јавуваше, ама не можам да откријат што е проблемот. Добро, ајде сега ќе добиете совет и препорака каде да се обрати гледачот заради ваквата симптоматологија и потешкотија што ја чувствува. Гледачот кажа дека има катаракта, тоа е перде, нели? Прво да се обрати кај очен лекар, да се види дали е тоа проблем. Обично таа кластер главоболка знае да даде да биде слепочница, но не мора да значи. Исклучиво на едната страна, веројатно само на едната страна. Да, но морам да кажам дека треба прво да направи еден очен преглед заради операција. Сега не го прашавме пациентот пред колку време имал операција. 3 години ми се чини рече, да. Добро. Така да ако нема направено преглед, да направи еден очен преглед, да се исклучи нешто околу тој дел, но морам да кажам дека главоболките кои што се јавуваат, пациентот ми даде на некој начин мотивација тоа да се сетам и да кажам, проблеми со синуси, проблеми со уво, проблеми со заби, проблеми со уста, проблеми со лице, со тие коскени структури, буквално проблеми со врат, хипертензија, сето тоа може да даде појава на главоболка. Така да
добро е да направи и очен преглед, бидејќи и очите знаат колку често пати да дадат појава на главоболка. Чинам дека спомна дека има проблеми со видното поле. Да. Често пати се јавуваат тие промени, па зголемен спектар на бои, па некои цик-цак линии кои што магла, нели, гледаат замаглено, така да добро е прво да се направи очен преглед, па потоа ќе се види што како ќе се продолжи. Доколку се случи дека не е очен преглед, да се види понатаму, така, да се обрати кај матичен лекар. Така, да. Добро утро и за следниот гледач. Повелете, ве слушаме. Да. Чинам дека имаме уште едно јавување. Добро утро. Ало, Да, дали ве сум слушам. во емисија? Вие сте во програма вклучени, повелете. Поздрав до сите во студиото. Ви благодариме. Докторе, ме интересира, веќе неколку месеци ме боли вратот од само десната страна вратот. Помеѓу рамото, вака, од тој дел на вратот Добро. до не знам како да ви кажам, да ви објаснам. И уште нешто, јас имам и страдам од реуматоиден артритис. Сега дали е тоа проблемот? А бев на лекар за тероидна жлезда да не се работи, ми рекоа не е тероидната жлезда. И во последно време, веќе има 2 месеца, од половината задниот дел, кај што ни е малиот мозок, од половината на главата до вратот ми е како напната, како... Мислам, че ми експлодира. Така, добро. Ви благодариме за јавувањето. Начна пациентката повеќе работи. Спазам може да биде на мускулатурата, најверојатно се работи за проблеми со вратот. Повторно нека направи некоја снимка во однос на тироидната жлезда не дава таква болка како што ја опиша пациентката. Ама е добро што била проверена, па нели се е во ред. На споменато е исто толку важно ревматоидниот артритис. Ревматоидниот артритис представува едно ревматско наследно исто така заболување кое што се манифестира со воспаление, велиме, или инфламација на зглобовите. Што значи дека најверојатно прво ревматоидниот артритис кога дава болка или дава оток, тоа е во една фаза активна каде што буквално се има отекување на зглобовите, но одат секогаш паралелно. Ако отече едно колено, текува и друго колено. Ако отече едно лакто, текува и друго лакто. Ова што го напомена пациентката не оди во прилог на ревматоиден артрит, иако го има, најверојатно болеста е ставена во ремисија со терапија која што ја прима нели пациентката. И она што е многу важно, нека прави исто вежби за вратната кичма, односно за вратниот рбет. Тоа е многу важно. И доколку не помага тоа, и снимката се направи, да оди на физикална терапија. Тоа и препорачувам. Во согласност нели со да се консултира со специјалист физијатар. Но и ако долго обстојуваат овие симптоми, така преку матичниот лекар на невролог веројатно така ќе треба да се направи еден преглед за да се види. Тоа е веќе ако се утврди дека се работи за некоја пошто напомена дека има и главоболка која што е доста јака, така да добро кажавте, доколку е присутна или се појавува така, значи на некој начин периодично, па доста јака и слично пропратена со други симптоми, апсолутно да се јави и кај невролог. Имате право. Следува уште еден блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас до самиот крај. Продолжуваме со разговорот, иако времето многу брзо ни помина. Доктор Петар, велите, па не кажавме се, ќе оставиме и за некоја следна прилика. Доста работи не кажам. Мислам, доста работи треба да кажеме. Треба да кажеме, да. Се манифестира главоболката во зависност од тоа која е причината. Може да биде и од стрес, и од недоволно сон, и од загаден воздух, и од ред други причини, меѓутоа добро ли е човек или пациент да си води некој дневник ако подолго време обстојува ваквиот преглед за проблем? Да, токму така симптомите да кажеме се да речеме кај пациенти кои што имаат нели главоболка, доколку се чести, апсолутно мора да се води одреден дневник, на пример да се запишуваат
колку пати во текот на неделата имале главоболка, каква била, дали била пропратена со гадење, со повраќање, затоа што мигренозниот тип на главоболка често пати знае се јавува на една страна од лицето, тука имаме некои слики, така да секогаш се јавува еднострано и секогаш оди со гадење, со повраќање, со слабост, може и диареја некогаш да се појави. Кога се работи за трите оние симптоми, аура, главоболка и постглавоболна состојба, тоа се кај мигрената, за која што немаме доволно време или да го обработиме тој дел. Аура, тоа е еден период пред да настане мигренозниот тип на главоболка. Тоа значи дека пациентот кој што има мигрена, може да биде мигрена без аури и мигрена со аури. Кои што имаат главоболка, односно мигренозен тип на главоболка, чувствуваат така наречени фокални невролошки симптоми. Најчесто 90% се проблеми со видот, гледање на цикцак линии, зголемен спектар на бои и слично, трнење на вкочањето на рацете, на нозете. Другиот тип на главоболка, другата етапа е главоболка, каде што пациентот добива таква главоболка, пропратена со гадење и со повраќање, и третиот тип е постглавоболна состојба, односно третата етапа. Тоа значи дека кога пациентот ќе се смири мигрената, така го чувствува черепот чувствителен, што едноставно звуците од воздухот ги чувствува толку добро. Шумењето на воздухот го слуша, е почувствителен на некој начин на таа страна каде што била лоцирана главоболката. Така, и тука има некои правила и препораки кои што пациентите кои што ја имаат мигрената веќе знаат што претходно да преземат, што да преземат во моментот нели кога ќе настапи тој. Барат темна просторија, тоа е многу важно. Фотофобија имаат, им сметаат светлина, им сметаат звуци, бараат да легнат буквално во темно, да ги запрат очите и да одморат. Така, да. Кога станува збор за другите главоболки, треба ли веднаш да посегнеме по аналгетик за да ја смириме главоболката, или има начин како со некои други практични примени, така, во животниот стил, во хидрирањето на организмот, одморот, да си помогнеме за да не посегнуваме веднаш и да не се научиме дека при секоја мала главоболка треба да земеме аналгетик? Не секогаш при секоја главоболка треба да се земе аналгетик, инаку некои лекови кои што се користат во профилакса, тоа се најчесто нестероидните антиинфламаторни лекови кои што освен што ја намалуваат главоболката, го намалуваат и воспалителниот процес, затоа што мозокот буквално не боли. Болат мозочните обвивки кои што го покриваат мозокот, и доколку имаме некој инфламаторен процес, но тоа е веќе нешто друго, било каков инфламаторен процес, тогаш се користат нестероидни антиинфламатори, затоа што не се даваат конкретно само аналгетици, затоа што аналгетиците на некој начин ја намалуваат болката, а нестероидните ја намалуваат и болката и воспалението. Тоа се користат антимигренозни лекови, се користат лекови, антиепилептични лекови, затоа што причината за појавата на главоболката треба да се претходно да се открие. Некои пациенти веќе имаат други, да кажеме, некои други диагнози кои што навидно може да предизвикуваат и главоболка. Чоколадата, сирењето, млечните храната некогаш така може да ви испровоцира. Исхрана може буквално да предизвика во поголеми количини, и лимонов сок во поголеми количини дава главоболка. Сирењето исто дава мигренозна главоболка, односно не е директен причинител, но е провокативен фактор дополнително за да даде појава на главоболка. Така, овие обичните главоболки кои што и не се толку интензивни, брзо поминуваат, не треба да не загрижуваат. Која главоболка треба да ни биде сигнал или аларм дека навистина мораме да посетиме лекар? Доколку трае долг временски период, не поминува, иако тензионниот тип на главоболка знае да трае со месеци поради емоционалната односно лабилност на пациентот, поради анксиозност, депресија, апсолутно често пати луѓето имаат проблеми со несоница. И тоа е огромен проблем за појава на главоболка. И оно што морам да кажам, оние што не можат да заспијат навечер, немојте веднаш да посегнувате да земате таблети за спиење. Затоа што вие не сте го решили проблемот. Да. Едноставно, вие мислите дека кога ќе земите таблета, дека ќе можете да заспиете, тоа ќе ве релаксира
и следниот ден повторно истото го правите, затоа што оние бензодиазепински препарати, анксиолитици кои што се земаат така, оно како што се препишани, но не треба да се злоупотребуваат. Затоа што вие ако земите 0,25 мг или 0,5 од некој лек, да речеме, а вие следно, нели, затоа што прават зависност тие лекови, следен пат земате уште поголема доза, па уште поголема доза и вие не можете да ги заситите оние мозочни рецептори кои што се наоѓаат, нели, кои не можете едноставно, ќе се презаситени, тоест рецепторите, така да многу внимателно во консултација со лекар, со својот матичен или психијатар, па и неуролог кој што пример ги препишал тие лекови, но не е, да кажам, решението само да се испие лекот и да се заспие. Туку треба да се делува на која е главната причина, да се види зошто не можете пример да спиете. Така, или пак во текот на денот или периодот пред заспивањето, така да преземаме некои мерки кои што ни го олесниле тој начин. Така е. Многу ни е полесно да се напиеме таблета за што било, така, отколку да направиме некои други Иако преземања на мерки. При потребни се и таблетите, затоа што без таблети доста важен фактор се во животот апсолутно, затоа што, но да не се злоупотребуваат лековите. Тоа викам, кога е потребно, кога не е потребно, не мора. Она што сакам да кажам за мигренозни личности, често пати викаат дека се многу амбициозни, дека се обсесивни, присилни, вулнерабилни на фрустрации, затоа што самите си создаваат тензија, а таа тензија и стрес прави да имаат главоболка. Да. Сами треба да процениме така што е најдобро за нашето тело, за нашиот организам и за нашето нормално функционирање. Ви благодарам за гостувањето. Останувате во Македонија, во родниот град Охрид, така сега заминувате таму некаде до 10 јануари, потоа повторно си се враќате, да сте тука за празниците, си се враќате на работното место во Марибор. Се надевам дека следна прилика кога ќе бидете овде во Македонија, пак имаме можност да направиме една емисија. Целта е, нели, да се советува нешто, целта е да се дадат некои совети и целта е на се тоа да се помогне, нели, на луѓето да направат, нели, нешто колку што можеме максимално, нели, да го возможиме тоа. А имаме апсолутно и право, а од друга страна и треба да го правиме затоа што чувството кое што ќе го имаме во нас, дека сме помогнале на пациенти, неописливо. Така. Ви благодарам на уште еднаш на поканата и на почита која што имате према мене. Да, благодарности до нашите почитувани гледачи за вниманието со кое не следе, а останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав ден, а секако и убав и пријатен викенд. Ново издание на Фактор здравје во понеделник во 9 часот и 15 минути.